Почитувани, градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Нумовски, е синоним за лаги, неспособност и неработење. Изминаа 100 дена откако седна во фотелјата, а нема реализирано ниту еден проект. Од 100 дена владење со општината со недели раководеше од трибините на Европското првенство во ракомет и ништо повеќе. Ветуваше живот и чиста општина, а од животот ни ж не дојде. Низ целата општина никнаа десетици помали диви депонии, а и постоечките контейнери не се чистат. Наумовски пред изборите ветуваше проекти кои ни тој самиот не беше убеден дека ќе ги реализира. Поминаа 100 дена, нема започнато ниту еден нов проект од неговата програма или пак било каков друг проект кој ќе го подобри животот на граѓаните. Во непосреден контакт граѓаните и Александар Нумовски, тој вети дека веднаш по доаѓањето на власт ќе отпочне да гради градинка во Волково. Но за жал останаа само ветување. Се пофали со нова полициска станица, но истата беше отпочната и поголемиот дел од проектот беше завршен во времето на ВМРО ДПМН. Наумовски таму замина само за да се пофали со станицата за која граѓаните знаат која реализираше. Тој вети дека ќе реконструира улици, а единствено општината во моментов ја реализира улицата Алексо Демниевски, која се реализираше благодарение на претходната власт предводена од ВМРО ДПМН. Граѓаните од Ново село секојдневно се жалат за улиците кои требало да ги тампонира градоначалникот Наумовски. Им ветил тампонирани улици, а всушност само им е тампонирал калта. Наместо стручен кадар низ образовните институции и администрацијата, Наумовски донесе партиски војници кои преку своите партиски заслуги ги вработи во општинската администрација. Оние кои што работеа со години претходно беа избркани на улица. Очигледно, Александар Нумовски и неговата администрација се безидејни и немаат намера да сработат ништо за граѓаните. Почитувани, за жал граѓаните на Ѓорче Петров изгласаат човек кој се расфрлаше со ветување и проекти, а не работи ништо. Нема ниту ни да сработи. Следат години каде што општината ќе стагнира со развојот во секој сегмент и ќе тргне во обратна насока. Ви благодарам на вниманието.